Почитувани мои сограѓани, дами и господа, граѓани на Република Македонија. Добро вечер на сите. Ајде заедно сите да слушнеме сега нашата македонска химна. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се ве на Крушевската република, на Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански, Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Добра вечер, Струга. Добра вечер, Македонија. Почитуван кандидат за председател и иден председател на Република Македонија, Гордана Селјановска-Давкова. Почитуван председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Почитувани присутни, почитувани коалициони партнери од коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН. Драги пријатели, браќа и сестри македонци, љубовта кон татковината и стремежот за подобро утро е мислата водилка која ги водела генерациите пред нас, но и самите нас. Македонија подолго време отуѓена од мала клика на власт. Наместо во служба на народот, државните функционери работат во служба на партијата на власт. Македонија се помалку ја има. Државата исчезнува пред нашите очи. Владењето на правото е урнисано. Неказливоста води кон анархија, а демократијата е во длабока криза и не отсликува волјата на народот. Опасно е што институциите се приватизирани и злоупотребени од малкумина мокници. Корупцијата и криминалот се вгнездени во секоја пора и разјадуваат. Власта е отуѓена, неефикасна и неодговорна. Ајде заедно да влеземе во ера на обновена гордост, надеж, стабилност и просперитет за Македонија. Само ако се почитуваме себе си, може да очекуваме почит од другите. Веруваме дека Македонија може да биде повторно горда. А сега го поканувам на сцената да ви се обрати носителот на изборната единица 5, господин Ѓорѓија Сајковски. Имаат кандидат за председател кој што изминативе 5 години не е препознаен по ништо
само по една работа дека наутро едно зборува, попладне се демантира, а навечер двете работи ги демантира, и првото и второто. Имаме против кандидат кој што зборува за европски вредности постојано, но не е посетен изминативе години од ниту еден државник од надвор, од Европа, ниту од САД. Зборуваат за европски вредности, а не посетија изминативе години ниту една престолнина. И затоа ние викаме има разлика. Има разлика од нашиот кандидат Гордана Силјановска-Давкова, бидејќи е професор, бидејќи сиот свој потенцијал, капацитети и знаење ќе ги вложи во иднината на нашата држава. Професорката Силјановска исто така ќе работи во насока да не приближи со што поголем број држави однатре, меѓутоа и да изградиме единство во нашата држава внатре. Ние, почитувани, морат и една работа со вас да ја споделам, а која ни се случи вчера, пријатна работа, голем народен митинг, на кој што видовме дека македонските граѓани се обединија, македонските граѓани се единствени, македонските граѓани веруваат во промени и промени брзо ќе има во Македонија. Во Македонија набрзо ќе имаме нов преседател на државата, преседател ќе биде Гордана Силјановска-Давкова. И после 8 мај, почитувани граѓани, треба на 8 да донесеме и да дадеме надеж дека во нашава држава треба да донесеме влада која што ќе биде влада која што треба и мора да испорачува, треба да биде влада која што ќе биде предводена од професор, човек кој што изминативе години покажа дека е доследен, дека она што ќе го каже и го реализира, човек кој што сака да испорача за македонските граѓани, за сите граѓани во нашава држава, сака да реализира што поголем број на проекти нашиот председател господинот Христијан Мицковски. Затоа, почитувани стружани, ве повикувам сите без разлика дали сте македонци, албанци, турци, власи, дали сте православни или муслимани, да се обединиме под знамето на Македонија, да донесеме правда за сите, да донесеме стабилна економија, да донесеме функционално здравство, да донесеме раст и развој, да донесеме надеж за идните генерации. Да живее Република Македонија, да имаме голема победа, да имаме иднина онаква каква што очекувате сите, и ние и вие. И благодарам многу. А сега, драги мои стружани, ја поканувам на сцената да ви се обрати кандидатот за председател, иден председател на Република Македонија, Гордана Силјановска-Давкова. Повелете. Почитувани стружанки и стружани, почитувани граѓанки и граѓани, секогаш кога ќе го видам езерото, бидејќи сум родена во Охрид, се вознемирувам. Во моментов извонредна инспирација се зборовите на мојот колега, на кому исто така му благодарам за иницирањето на мојата кандидатура. Тој спомена важноста на зборот, на речта. Во Библијата речта е прва. И нашите сограѓани албанци исто така повикуваат на беса, на почитување на кажаниот лав, велат турците. Струга за мене од секогаш била синоним за миладиновци. И вака сега попат си велам, ми текна оние прекрасни стихови, нели? Орелски крилја,
как да си метнех и в наши страни да си прелетнех, да видам струга, Охрид да видам. Ама она што јас ке го критикувам е следниот стих. Да видам дали срцето тамо мрачно угривјат како и вамо. За жал, струга е во зоната на самракот. И веројатно Константин го чувствува тоа. Зошто е струга во зоната на самракот, сите знаеме. Малку држави на светот имаат можност да бидат, да имаат богатство, да имаат крајбрежје, да имаат некој објект под заштита на УНЕСКО. Ние сме ја имале таа среќа. Ама пошто е позната струга и пошто е познат Охрид и пошто е познато езерово во моментов? По опасноста да бидат тргнати од заштитата. Зошто? Заради феудализмот во струга. Заради тоа што кога ќе се најдете на црна листа, тогаш не белина и светлина, црнила можете да фрлате ни струга. Последиците сите ги чувствуваме. Тоа е она што ме загрижува. Тоа е она што го прочитав во програмата на ВМРО ДПМНЕ, што ме инспирира, дека ќе се посветат на нешто друго, дека ќе формираат Министерство за, туризам и култура. Тоа е она што Охрид и струга ги прави многу важни. Убедена сум дека можеме да живееме од културен туризам, од религиозен туризам, од спортови под вода, над вода, во планината, бидејќи навистина оваа убавина не само што може да се почитува, туку може и да се искористи за благосостојбата. Да заборавам сега на поезијата и на природата, во меѓувреме прашав една стружанка до мене каква е состојбата со Природно-научниот музеј. Ми рече и добра и лоша. Се сетив на детството, кога одвај чекавме да дојдеме овде, и постарите може би сакале на струга дуќан да имаат, но ние сакавме токму да го видиме музеот. Се надевам дека една идна власт ќе вложи во струга, во Охридското езеро и во Охрид и повторно ќе зборуваме за бисер. Она што мене ме прави горда во струга и што е врзана за струга, се струшките вечери на поезијата. Нема некој што не напишал песма за струга, а важи за најголемите поети на светот. Тоа ние не умееме, се чини, да го цениме. Ете тоа не прави горди. Горда сум како дете и од нешто друго. Мојот татко честопати од Охрид не носеше во струга, кај неговиот пријател, таткото на Нико Нестор. Човекот кој што важеше за еден од најпознатите пливачи. Тоа не се брише. Но да се вратам на реалноста, на грдата реалност. Дел од мојата програма веќе беше прочитана овде. Уште пострашно е. Многу лесно е да зборувате дека сте за Европа, дека сте европијани, дека се ќе сторите за да се качите на европскиот воз, иако немаме шини, немаме железница, ама имаме многу вработени тамо. Состојбата е како некогаш, како во турско време или како времето меѓу двете светски војни. Не, ние немаме намера да патуваме, ние имаме намера од Македонија, од струга, да направиме пристојно европско место во кое ќе сакаат сите да дојдат за да ги видат овие убавини. Ние имаме намера и јас од председателската функција да направам пристојна функција, одговорна функција,
функција што ќе ја представи Македонија како горда држава. Функција која што ќе ја представи Македонија како европска држава. Дали е тоа сега така? Не верувам. Веќе чувме опис на председателскиот лик во моментов, меѓутоа, еве ќе кажам јас што треба да направиме. Ке бидеме горди на Македонија, се разбира и на Струга, ако имаме држава која е стандардна, држава која е средена, држава која е втемелена во владењето на правото, држава која е мала, меѓутоа ги има сите државни нишани. Оваа држава во моментов не е таква. Со судство кое што е зависно, со судии кои наместо субјекти на почитување на правото и правдата на уставот и законите, се во длабока спрега со некои партиски и олигархиски групи и не судат според уставот и законите, не го споменуваат меѓународното право, ама велат дека се европјани, не може да градите правна држава. Со администрација која е преполнета со партиски послушници, со политички војници, не можете да градите правна држава. Со држава од која што најдобрите бегаат, заминуваат. Зошто? Бидејќи веруваат во владење на правото и сакаат да им биде почитувана стручноста и компетентноста, но не е така. Не можете да градите европска држава. Поделбата на власта е страшно нарушена во полза на владата како мукина глава на извршната власт. Но председателот го нема. Понекогаш ќе се појави, ќе се слика и тогаш основното прашање и за оние од надвор и за оние внатре е дали тој навистина ја персонифицира Македонија така како што заслужува. Оти ако сте фрустрирани, ако сте исплашени, ако кажувате нешта на кои другите им се смеат, а не им се восхитуваат, тогаш сликата за државата не е убава. Не е таа што треба еден председател да ја презентира. Ако не градите единство пред да одите надвор, ако не трагате по консензус пред да градите меѓународна политика, сликата за Македонија нема да биде убава. Ако не ја практикувате власта така како што треба, раководени од интересите на граѓаните, тогаш нема да бидете добар председател. Затоа јас велам дека не се оди надвор без консензус, не се оди надвор без исцртани линии, не се оди надвор без утврдени национални и државни интереси. Првата работа што ќе ја направаме, не само за време на изборите, да се качувам по бините и да ви се обраќам вам, туку да воспоставам континуиран контакт со граѓаните кои што по заминувањето на председателот Иванов го нема. Тој контакт мора да биде институционализиран, да се остварува во определен простор, да може луѓето и кога дошле во Скопје, а и кога се во Струга, да тропнат на една врата, да се пожалат или да предложат нешто, или да побараат одговор на низа прашања. Тоа ќе се остварува во така наречените народни канцеларии. Не само што ќе бидат институционализирани, и не само што ќе имате уште едно место на кое ќе може да тропнете и да влезете, туку тоа може да се одвива и мобилно, може да се одвива и преку интернет, меѓутоа јас тоа не го гледам. Затоа, драги стружанки и стружани, овој председател ќе си замине без извештај.
што ќе напише во извештајот. Јас уште го имам извештајот од колегата Иванов, но не видов извештајот овој председател. Значи, одговорен председател ќе биде постојано со граѓаните. Се разбира, ќе бара од нив совети, или ќе ги советува, или ќе ги охрабрува, и ако тоа го прави добро, тогаш ќе ужива почит од нив. Неговото име ќе биде врзано за достоинство и тогаш Македонија таквиот председател ќе ја прави горда. Ама не е тоа, ние ќе ја направиме горда, зашто вие, граѓаните на Струга, тоа го заслужувате. Ке имате шанса да ги следите моите обраќања пред пратениците. Јас бев дел од парламентот и се уште сум и го почитувам како куќа во која се вежба демократијата, како дом на демократијата, но тоа не беше таков дом. Не велам дека беше дом за бесење, бидејќи ние тоа не им го дозволувавме, како во филмот на Костурица, меѓутоа, замислете го чуварот на домот, господинот Џафери. Сега стана технички премиер. И јас вчера ги прашав скопјанки и скопјани, горди ли сте за него? Одговорот беше очекуван. Значи, во обраќањата пред собранието, јас ке ги адресирам вашите проблеми и вашите интереси. Ке барам тамо од оние кои што ја представуваат владата, но и од пратениците, да градиме заедничка надворешна политика. Ке укажувам на потребата да ги почитуваме уставот и законите. Ако тоа не се случи, тогаш ке посегнам по ветото. Не за да покажам колку сум мокина и силна, арогантна, туку за да укажам дека и председателот мора да го почитува уставот и законите, дека не е над нив, дека не е монарх, дека не е кралица председателката, туку дека е председателка во една демократска република. Да продолжам натамо. Сите се плашиме од она што се случува во судството, далеку и од независно. Се плашиме да не се најдеме без потреба или без причина на суд, бидејќи тогаш не знаеме што ќе се случи во една институција која има доверба меѓу 1 и 3%. Можете да замислите. Што може да стори председателот, председателката за судот? Многу. Има тамо еден орган што се вика Судски совет, ама повеќе е партиско и политичко тело, одошто е независно судско тело, кое треба да внимава за квалитетот на судиите, кое треба да ги разрешува судиите кога нема да бидат квалитетни и нема да се водат според принципот на уставноста и законитоста. И замислете, се сеќавате ли за кого беа збрзани сите скандали во ова тело? За председателката, за подпредседателот. Првата беше дел од партиската комисија за право на СДСМ, а вториот беше исто така член на ДУИ. Наместо театар на абсурдот, наместо граѓаните да имаат страф од така наречениот судски совет, кога двајцата представници на председателот, на председателката би биле врв во правната професија, во правната етика, тогаш луѓето би го доживувале судот како бранител на нивните слободи и права. Забележете, запомнете, моите представници во Судскиот совет ќе бидат врвни правници, персонификација на правото и правдата, а не на партиската и политичката послушност. Но ним им личи таков суд. Помните кога на чело на Комисијата за судски реформи застана несудениот Нобеловец, господинот Заев. Од него ли барате право и правда?
И со Уставниот суд имаме сериозни проблеми. Замислете, на чело на Уставниот суд е една господја која жалеше што не го осудила господинот Дурловски. Што очекувате од таква правничка? Или, бидејќи е тоа мојата професија, како не треба да се постапува во судот, бидејќи мора да има рамномерност меѓу оружјето на одбраната и на обвинението, токму тие покажа. И јас која сум поминала дел од својата струка или дел од својата едукација на Универзитетот во Колумбија, како да не се срамам сега, кога студентите на Колумбија учат како не треба да се постапува во судскиот процес. Значи, во Уставниот суд треба да седат двајца судии или две судики, предложени од председателот, односно од председателката. Тие треба да бидат врвот во правната професија, да го имат угледот, да зрачат со достоинство и знаење. Тогаш Македонија ќе биде горда на Уставниот суд, кој што во многу држави е еден од најважните фактори на демократизацијата на политичкиот систем. Истово, почитувани и драги присутни, запомнете, ќе важи и за сите други функции за кои председателот, односно председателката е надлежна. За гувернерот, односно гувернерката на Народната банка, за шефот на генералштабот. Понатаму, јас исто така тврдам дека во Советот за безбедност, кој сега е еден тивок орган среде толку многу безбедносни закани, и не гледам да има студии како ќе се справиме, како ќе ги превенираме овие закани. Особено сум загрижена за езерото, бидејќи една од најголемите безбедносни закани за достоинствените и одговорни државници е што? Заканата по животната средина. Јас исто така во ова тело ќе именувам тројца луѓе кои се врвни познавачи, посветени заштитници на животната средина, вредни познавачи, искусни во антитероризмот или ако сакате во сајбер заканите и така натамо. Ние ништо за ова не знаеме. Вас, граѓаните, понекогаш кога ќе се најдете неоправдано во судот пред лицето на правдата, односно на неправдата, многу ви е важно дали има шанса од една кочница што се вика помилување. Да, помилувањето не е случајно, има долга историска традиција. Го користеле кралеви, кралици, председатели, ама кај нас мислам дека не се користело кога треба или се злоупотребувало кога не треба. Значи, потребно е во името на правдата, во името на етиката, во името на моралот, председателот понекогаш да се одважи и да посегне по една кочница во однос на судот. Јас тоа ќе го направам и честопати го повторувам, особено кога ги имам на ум обвинетите од 27. Страшно ме погодива судбината, ќе посочам да речеме на Јане Ченто. Заре можно судбината на неговиот дедо да се повторува во 21. век и во современа Македонија? Истражив, бидејќи ме интересираат случаите, ниту еден од нив тамо не посегнал по сила. Тие кои посегнаа по сила се надвор на слобода. Дали е тоа правда, се прашувам јас. Замислете да бидете обвинети за организирање на
терористичка закана или за рушење на уставниот поредок на Македонија. Па тоа е познато, последиците ќе ги чувствувавме до ден денеска ако имаше таква закана. Не, ја смислија и ја измислија, сите знаеме зошто. Може ли да има почит кон држава во која обвинетите добија над 200 години казна? Па тогаш ние сме најтерористичката држава во Европа. Но не е така. Значи не можете да бидете горди на тие судии, на тие јавни обвинители, на таквите пресуди и на таквото судство. Ама некој требаше да ги коригира последиците од ова по луѓето, по нивните семејства, па и ако сакате по сликата за Македонија. На крајот сум. Често пати слушаме за доделени награди на луѓе кои ги заслужуваат. Мислам дека е многу важно во животот успесите, славата, посветеноста да бидат наградени. Ако одат наградите во вистинските раце и кај вистинските луѓе, тие ќе инспирираат уште многу научници, уште многу професори, новинари, бизнисмени, занаетчи и врвни. Ни паѓа умот на дереван во Охрид да го работат тоа што се вреднува. Бидете сигурни дека јас тоа ќе го правам. Не знам зошто, ама пак нешто ме тера да повторам од вчера. Вчера нешто како да ми диктираше да кажам дека понекогаш кога ги гледам граѓаните или представниците на државите како со восхит зборуваат за своите држави и тврдат дека се благословени. Словенците велат дека Господ кога делел територија за држави, ги заборавил словенците. И за да им се одолжи, најубавото нешто им го подарил. А ние честопати се срамиме да кажеме тие, не ние. Кои сме, што сме, се срамиме од себе. Па ако не се почитувате сами себе, како очекувате да ве почитува некој друг? Затоа моето мото е дека ќе ја направиме Македонија повторно горда. Македонија заслужува да биде горда. Бидејќи сум во градот на поезијата, само да кажам, дали знаете дека Европската Унија секоја година доделува награди 10 за најуспешни писатели, но од државите членки на ЕУ? Дали знаете дека тројца македонци, иако не сме членка на ЕУ, ја имаат добиено оваа највисока награда? Ја има добиено Гоце Смилевски за сестрата на Зигмунд Фројд. Ја доби Лидија Димковска, која што живее во Словенија. Ја доби Петар Андоновски за Страв од варварите. Не случаен наслов. Значи, треба да си ја славиме уметноста. Треба да се насочиме во културата. И јас сум затоа среќна кога ја читав програмата и кога гледам дека за мали држави спортот, образованието, науката и културата ќе ве направат големи. Особено ако развивате и културна дипломатија. Ако развивате, овде знам дека на Струга Дуќан да имаш, значи економска дипломатија. Тие се мокни покрај традиционалната дипломатија. Во синергија со владата, затоа се овие избори неразделни, верувајте ми. Двете глави, ако се синхронизирани и ако живеат во хармонија,
резултатите ќе бидат одлични. Затоа јас ве молам за поддршка. Ви ветувам дека нема да ве засрамам. Ви ветувам дека достоинствено ќе ве представувам. Ви ветувам дека ќе ја почитуваат Македонија. Моето искуство надвор, во Венецијанската комисија, во Советот на Европа, налагаат поинаков однос кон мене, кога ќе кажам дека ја представувам мојата Македонија, вашата Македонија, твојата Македонија, да си ја повратиме. Благодарам. Браќа и сестри, го поканувам на сцената да ви се обрати председателот на ВМРО ДПМН, професор доктор Христијан Мицковски. Добро вечер, Стружани, добро вечер, Струга. Сакам да поставам едно прашање кое што ќе биде клучно. Ви благодарам. Сакам да поставам едно прашање кое што ќе биде клучно следниве 20 дена, а и 2 недели потоа. Дали сме подготвени да ја направиме Македонија горда повторно? Ви благодарам. Браќа и сестри, еве ме повторно тука пред вас, заедно во сите клучни времиња за Македонија. Може би ова се најтешките предизвици за државата. И тоа не се само времиња во кои ќе нотираме дека во државата не чини. Туку државата не е ниту на крстопат. Таа е тргната по удолница, би рекол во пропаст. Нашата задача не е само да ја промениме оваа власт, туку да ги исправиме работите, да ја вратиме земјата на народот и да го изградиме одново системот. Велам Македонија повторно твоја, затоа што ова што го имаме сега е се друго, само не е контрола на народот врз својата Македонија. Македонија е одземена од рацете на народот и подарена на тацна на стотина луѓе од Демократската унија за интеграција и измекарите на СДСМ. Во оваа земја со слаба власт на Ковачевски стопан стана Али Ахмети. Падна митот за Али што владееше во Дуи, дека сите краделе, ама ете само тој бил честниот. Падна митот во моментот кога гледаме како негови роднини, 20 годишни деца, купуваат зграда среде Скопје од десетици милиони евра. Падна митот за честноста на Али во моментот кога го видовме дворецот во кој живее, како некој блискоисточен шеик. Овие избори, меѓу другото, се и за тоа. Дали Дуи ќе продолжи да владее или ќе ја испратиме во опозиција? Дали Али и стотина разбойници од Дуи, поддржани од измекарите од СДСМ, се посилни од речиси 2 милиона народ, на кого донесоа порази и одземено достоинство? Дуизацијата на Македонија не значи само девастирање на институциите и системот, туку и одземена контрола на народот на државата. И кога ќе речам народот, тука мислам на сите граѓани на Македонија. Затоа што сите подеднакво страдаат од тоа што тандемот Ковачевски Ахмети
и го прават на Македонија. Македонија е посилна од оваа тесна клика која сака да управува со животите на сите. Силата лежи во овие избори, во моќта да се превземе контрола над своите судбини и да се заокружат промените. Таа сила е народот. Доаѓа крајот на тие кои печалат над несреќата на овој напатен народ. Се гледа дека во СДСМ владее огромна нервоза и дека се исплашени. Утрово побрзаа да кажа дека митингот на ВМРО ДПМН и коалицијата, каде реки народ се излеа на улиците на Скопје, бил малуброен. Тие немаат понуда за која да разговараат, туку се занимаваат со броење и пребројување. Па би им порачал да бројат колку сакаат. Народот е одлучен и ништо, ама буквално ништо, не може да го запре. Колку порано разберат, колку порано разберат на овие избори дека треба да се соочат со поразот кој им следи и дека и опозицијата е корисна за реформирање и од бирање на нови кадри и дека не завршува светот и животот одење во опозиција, толку подобро ќе биде за нив и тие малкумина честни луѓе таму и нивното честно членство нема да треба да се срамат од ова однесување на неколкумина од раководството, кои очигледно се плашат од промените и од правдата што доаѓа. Вакви нервозни реакции, браќа и сестри, се можни само од луѓе кои се плашат и имаат нешто да кријат. Тие се огрешиле кон народот и државата. Затоа, наместо да броите луѓе по митинзи, почнете да сваќате зошто ќе бидете сериозно поразени на изборите кои доаѓаат. Нема нешто што може да направите, а да го запрете бранот на промени. Народот гледа и е свесен што се случува. Колку повеќе го подценувате, толку бранот на промени ќе биде поголем и потрауматичен за вас. Бранот на промени ќе биде голем и за Стево Педаровски. Човекот е без став, служи за надополнување и потврдување на штетните политики на власта на СДСМ и ДУИ. Кажете едно клучно прашање или тема на која се спротистави или непоколебливо застана на страна на народот. Човекот го интересира само фотелјата, но не и народот. Не му е важно која партија го поддржува, само да некако се дограби до позиција. Педаровски е свесен дека рейтингот на Ковачевски е слаб и дека може да го однесе надоле. Па затоа не го повикува на митинзи кои ги држи низ државата. Упатените велат дека Стево повеќе би се радувал на поддршката од Али Ахмети, Артан Груби и Демократската унија за интеграција отколку за неговата СДСМ. Зошто е тоа така? Затоа што е високо свесен дека катастрофално ќе загуби во првиот круг. Во неговото обкружување, браќа и сестри, најмногу се плашеле од тоа како ќе го смират после првиот круг и како ќе го натераат кампањата да ја приврши до крај. Поттука од струга, сакам јавно да ги прашам триото Ахмети, Ковачевски, Педаровски, дали нема да го бойкотирате вториот круг после дебаклот и катастрофата што ќе ви се случат во првиот? Дали имате, кажете, одговорете јавно, дали имате план за бойкот, тивок бойкот во вториот круг? Дали планот за бойкот е план за нова криза во Македонија? Но и тоа ви е забадиела. Овој народ масовно ќе излезе најпрви на 24 април, а потоа и на 8 мај. И ќе ја избере Гордана Силјановска Давкова за идниот претседател на Македонија. Овој народ ви порача да заминете и дека е доста. Доста е од гледање како пропаѓаме. Доста е од коруптивни изделки
на ДУИ и СДСМ. Доста е од политичари кои не го слушаат својот народ. Доста е од подолби. Доста ни од се и време за нов почеток. Доаѓа време да се стави линија на она што беше досега и да започнеме вистински да ја градиме Македонија. Доаѓа време кога работите во Македонија треба да имаат ред и поредок. Доаѓа време кога треба да се направи функционален систем во Македонија. Доаѓа време кога ќе треба секој од нас да биде сигурен дека секој од нас има исти права и обврски кон оваа држава. Доста е веќе на граѓани од прв и втор ред. Доста се чувствувавме безпомошни, бидејќи не сме. Во нашите раце е судбината на Македонија. Во нашите раце е каква држава ќе имаме. Бидејќи гласот на народот одлучува на овие избори, а не гласот на политичарите. Во рацете на граѓаните, во вашите раце е иднината на Македонија. Да не се лажеме дека ова се избори за тоа дали ќе влеземе или нема да влеземе во Европската унија. Ова се избори, браќа и сестри. Избори за Македонија. Каде изборот треба да биде Македонија средена, со закони кои важат за сите, со немање граѓани од прв и втор ред. Верувам дека граѓаните го знаат и ќе го направат вистинскиот избор за себе, за своите семејства, за своите деца. Сите сме сведоци дека додека устата им е полна со изјави за Европската унија, се прават сделки на штета на народот и за нивен бенефит. Некои од нив станаа дури зелени политичари. Од една страна зборуваа за екологија, а на друга страна бизнеси со мазут направија милиони. Некои од нив пак си земаа грантови, милионски суми за фирми на роднини. А што се однесува до европските успеси на власта, доволно кажува оваа статистика. Во изминатите 6 години секој втор граѓанин посакува да си замине од Македонија за секогаш. Според индексот на мизерија, Македонија е на врвот во Европа. Светска банка пак вели дека 600.000 наши сограѓани живеат со само 150 денари на ден. Државата е во врвот да Европа по инфлација, најниски плати и пензии. Истото е и со индексот на корупција. Неславни шампиони во сите категории. И додека тие зборат за Европа, ја купуваат со равија. Додека зборуваат за европски фронтови, позади завесата одбираат во 4 очи подизведувачи во Мала Речица за изградба на коридорите 8 и 10Д. Додека се расфрлаат со бројки за европски плати и стандарди, крадат од рек Битола и рек Осломеј. Црните кампањи на овие политичари против нивниот нашиот народ не можат да им го исперат срамот неработењето и криминалот. Тие се вистинското лице на СДСМ, тие се вистинското лице на ДУИ. Имам една порака до овие политичари. Ви доаѓа крајот. Крајот ви е запишан со датум 24 април па 8 мај, лето господово 2024 година. Тие промени, браќа и сестри, ќе ги започне професорката Гордана Силјановска-Давкова. Гласајте и заокружете го бројот 2, затоа што тоа значи крај на понижувањата, крај на поразите кои ги представуваат од власта за победи, крај на непромислената и лековерна политика позади која седат лукративни интереси на стотина на малкумина политичари. Гордана е жена со став и принципи, како и сите нас, и таа можеше да си одбере мирен и спокоен живот. Но е во политиката затоа што има знаење, има интегритет и затоа што сака заедно со нас, со народот, да ги менува работите на подобро. Изборот на Гордана за председател е избор за горда Македонија. Држава која ќе се води со знаење и со ставови. Човек со своје обележје и лидер кој ќе ја представува и брани Македонија во светот. Добро ја познавам професорката.
да направиме една јасна разлика каква е понудата на следните председателски избори, браќа и сестри. Од една страна го имате Стево Пендаровски, кој што прва работа што ја прави наутро е да ги озборува своите најблиски соработници, а потоа и оние малкумина во владата кои што одбраа тој да биде свечениот губитник на овие председателски избори. Луѓето што го познаваат велат дека дури често пати знае и сами од себе да се озборува, ако заборави дека зборува за прво лице еднина. Стево Пендаровски, кој што едва е прави 1 до 2 настани на ден, и на тие настани ќе ви даде изјава, каде што ќе каже, ако не бил председател, ќе ја напуштал Македонија. Ајде да му помогнеме на Стево трајно да замине од Македонија. Од друга страна, ја познавам професорката, ја познавам Гордана Силјановска-Давкова, жена со интегритет, човек кој што беше сериозен представник на Македонија, стамен титан во одбрана на македонските национални интереси во македонскиот парламент, но и во Советот на Европа, како експерт по локална самоуправа. Човек кој што е експерт за политички систем и еден од главните експерти по уставно право во Европа, затоа што беше и член на Венецијанската комисија, каде што инспирираше многу колеги од Европа да учат од Гордана Силјановска-Давкова, затоа што инспирираше многу студенти и во име на тоа беше избрана за најинспиративниот професор на правниот факултет Јустинијана Прима во Скопје. Затоа разликата е огромна. Разликата е помеѓу Стево, кој озборува, и Гордана, титан во одбрана на македонските национални интереси. Јасен изборот број 2 за горда Македонија и Гордана Силјановска-Давкова за иден председател. То за да дојдеме до тоа, браќа и сестри, клуч на излезеноста. Клучот на овие избори е гласот на тивкото мнозинство. Оние луѓе кои највеќе се кршат, врз кои има највеќе неправда и кои мора да ги променат работите со силата на нивниот глас. Лошите политичари ги носат луѓето кои не гласаат. И затоа власта би се радувала на евентуална ниска излезеност. Затоа што премолчувањето на ваков дебакол од владење значи награда за оваа власт. Затоа на следните избори излезете и гласајте. Потребна е голема излезност. Потребен е секој глас, секој човек да се обедини околу Гордана Силјановска-Давкова. Имам порака до младите. Не се откажувајте од Македонија. Сметаме на вас. Без вас и вашата енергија нема промени. Потребни сте за ново време кое доаѓа. Ќе овозможиме заедно да ги остварите вашите соништа. Тука да ја градите вашата иднина и среќа. Вклучете се во промените и дајте го вашиот глас. Одберете сила која може да го порази и промени системот во распаѓање. Верувајте во луѓето кои вистински можат да го подобрат вашиот живот и да донесат повеќе среќа за сите. Сакам да испратам порака и до стопанствениците, поточно бизнисмените. Од вас зависи дали 5 темина од ДУИ ќе ја водат државата заедно со измекарите од СДСМ и ќе си ги делат тендерите на однапред познати и добиени добитници. Или пак на правилен начин, согласно закон, ќе се работи и вистинскиот квалитет ќе биде награден. Таа промена ја правите вие. Или ќе го одобрите рекетот на ДУИ и СДСМ, или ќе се приклучите на бранот на промените и ќе не поддржите за конечно да има ред во бизнисот и да се награди квалитетот. Крајно време е да станеме пристојна земја со ред, систем и поредок. Бизниси кои на правилен начин ќе се развиваат во Македонија. Порака до Стружани. Вие сте луѓе, домакини, еснав. Сте биле секогаш на вистинската страна и сте покажувале пркост
во најважните времења за Македонија. Знаете дека вака со оваа власт не ја била работата. Повеќе и дека мора да има промени. Не сум само јас или сите ние во прашање, туку вашите деца, вашите семејства. Гласајте пред се за себе и за иднината на вашите најблиски. Затоа поддржете го бранот на промените. Овие избори се последната шанса за спас. Шанса во која можеш да веруваш, избор во кој мора да учествуваш. Македонија ти е едноставно одземена, но промените се можни и тие се на дофат. Ние ветуваме итен почеток на конкретни проекти кои ќе обликуваат и значително ќе подобрат нашата земничка реалност, обновувајќи ја надежта и обезбедувајќи ја иднината на државата која повторно е во твои раце. Силата на промените, Стружани, е во ваши раце. Има разлика. Нашата понуда е јасна. Визијата Македонија повторно горда е Македонија во која веруваш и која сакаш и заслужуваш. Македонија на успеси. Македонија за која навиваш и со која се гордеш. Македонија на реформи и проекти на работа. Македонија во која има ред, систем, поголеми плати, пензии, работа за сите. Иднината не е апстрактен концепт, таа е опиплива реалност која може да се обликува со твоите раце. Затоа, Стружани, промените во кои можеш да веруваш се во вашите раце. Кајва се палката која ви дава сила да ја направите Македонија повторно горда. Промените се во ваши раце. Да ја направиме Македонија повторно горда. Македонија повторно ќе биде твоја. Господ Бог да ја благослови нашата Македонија. Ви благодарам да сте ми здрави и живи.